Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 566-то издание. А минатата година започнав со серија на епизоди на Дансе Макабре, кои што се посветени на 4 најголеми филмски фестивали кои имаме можност да и проследиме во рамките на една година во светот, со цел да бидеме во чекор со одвивањата, односно да знаеме и од друга страна што да бараме за да гледаме во нашите домови, бидејќи за да се дојде до селекција на еден голем фестивал, нужно е да помине филмот низ некаков си филтер за одирениците филмови да се истакне токму тој. Па по епизодата која што е посветив оваа година на филмовите кои што беа прикажани на Sundance, денес ќе говорам за вториот фестивалски гигант во годината, односно за вториот од 4 Grand Slam фестивали, ако повеќе сакате, или AAA фестивали, во зависност од тоа од кој аспект гледате, односно фестивал со најголем ранг и долгогодишна традиција, кој минатиот викенд го комплетираше своето 74-то издание, за кое ќе ви говорам денес, односно 74-то издание прецена филмскиот фестивал во Берлин, односно Берлинале, со надеж дека филмовите ќе ни помогнат подобро да го разбереме светот во кој што живееме и го делиме со луѓето наоколу. А на почетокот на емисијата ги слушнавме Аристократс, односно станува збор за едно прогресивно трио од музичари кои што милуваат во изминатите неколку години да вадат албуми кои што се буквално тоа, една мешавина на прогресивниот звук кој што го негуваат соработувајќи со Џо Сатријани, соработувајќи со членови од Dream Theater и нивни спорени проекти и пред се во соработката со Стивен Вилсон која што имаат на неговите албуми, односно од ова моќно трио можеме да слушнеме 3 композиции кои што 2 композиции слушнавме, третата ќе слушнеме продолжение, односно композиции кои што се наоѓаат на студискиот албум кој што го издадоа изминатиот месец, односно албумот насловен како Дак, односно Пајка, која што ја слушаме композицијата Hey, Where's My Drink Package и Aristo Club. А во продолжение ќе слушаме уште една исто така игрива композиција и би ве замолил да обрнете внимание токму на мотивите кои што се употребуваат за оваа творба, заради тоа што ќе ви бидат прилично последнати со оглед на неправилниот ритам кој што го користат. Ова е последната композиција на албумот и на еден моќен начин го затвораат звук кој што резонира со музиката која што се создава во нашата држава, а и малку пошироко. Така што продолжение ги слушаме Аристократ со композиција од нивното сега веќе 6-то студиско издание кое што носи насловот Дак. Дансе Макабре е емисија во која 15 сезони се зборува за уметност, во бора против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 566 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете за трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре, 566-то издание, посветено на новото издание на Берлинале, односно 74-то по ред. Во претходниот сегмент имавте можност да ја слушнете претседателката на интернационалното жири во главната компетиција, односно во главната селекција за оваа година, Лупита Њонго, како најави за тоа кое е незиното видување за што би предстоело на фестивалот и како ќе се одлучи ова диверзитетно и дивергентно пред се жири да ги додели мечките кои што се им се на располагање. Берлинале се одвиваше од 15 до 25 февруари, значи во 10 дена беше текот на овој фестивал и е првиот во годината огромни европски филмски фестивали кој што диктира каде ќе се движи пред се артхаус филмската сцена во годината, со тоа што за фестивалот важат неколку екстреми претходно. Ако во доцните 2000-ти беше фален фестивалот поради авангардните и невообичаени остварувања, се
затегна ременот и како нивен контрапункт во последните неколку години започна да се наградуваат заборавливи филмски сапуници, семејни мелодрами без висока естетска вредност според мене, па помеѓу овие два огна е растргнато секое наредно издание и секако поради тие трендови кои што постојано ги истакнува во рамките на останатите филмски фестивали, правејќи најчесто за филмови кои што токму тоа говорат за одредени трендови поврзани со филмови за бегалци, филмови за колизијата помеѓу различните етнички припадности на ликови кои што секогаш се ставени на пиедестал на овој филмски фестивал и затоа и се бара диверзитет на жири комисија, која оваа година беше предводена од хорор дивата Лупита Nyong'o, а во 7-члената жири комисија беа и режисерите Кристијан Пецолт, Брейди Корбет и Алберт Сера, така што ќе ви го представам тој дивергентен избор на селектираните 20 филмови и ќе ги издвојам победниците за да добиеме целосна представа што сака Европа да гледа за оваа година. Мора и да ја истакнам големата промена во раководството на фестивалот, затоа што уште во 2019 година, нели една година баш пред ковид пандемијата, беа доведени и го истурка фестивалот за време на пандемијата Мариет Ризенбек како извршен директор и се разбира Карло Чатријан како артистички директор кој го заменија Дитер Кослик, нели, кој што беше на таа позиција од 2001 година до 2019, а тие па ќе бидат заменети од една позиција, односно Триција Тутол, која што има работено на фестивалот BFI. Промената настана со одлуката дека од фестивалот сакале да донесат трето лице покрај Мариете и Карло, односно Карло е артистичкиот, а извршниот е Мариете, наместо да има, нели, двајца директори, која на идеја која на Карло дефинитивно не му се допаднала и затоа и двајцата од различни побуди се разбира ги напуштаат нивните позиции. Секако дека е политичка одлука во прашање, како што е, нели, политичка одлука и самото поканување на присуство на премиерот, односно на отворањето на фестивалот на десничарската партија на почетокот на овој фестивал, притисокот да се прифати од страна на фестивалот поддршката за Газа, што до ден денес не го направија тоа, што во секој обид, нели, на дури на четот кој што беше официјалниот чет за сите стримање на пресконференциите и на обраќањата на лауреатите, беа бришани коментарите кои што беа поврзани за и околу војната која што се случува на Блискиот Исток, односно секој говор против Израел во Германија се смета за антисемитизам и тоа се го тврдат и од самата организација. Имате на поставка на Берлинале која што имаат изработено израелец и палестинец, на куќарка каде може да се оди и да се разговара со нив, ама секако дека ова уметничка поставка не е никаква назнака за отворен диалог на еден фестивал кој сака да го замолчи постоењето на оваа војна на Блискиот Исток, како да не се случува. Дитер имаше солидни победници во 2010-тите, пред се езотеричниот Карло исто така имаше своји фаворити, освен последните неколку години, и ќе видиме што ќе донесе овој нов бирократски потфат со замената на директорската позиција, затоа што вкусот на Карло и не им се допаѓа толку многу на властите, што и да значи тоа. Тројца филмаџи на селекцијата на форумот на Берлинале повлекува филмови токму поради односот на фестивалот со војната во Блискиот Исток. Сомничав и односот што го имаат во поглед на американскиот филм, за кој што има место на фестивалот, ама надвор од конкуренцијата, се разбира со честни исклучоци, што е аналогно на секундарната функција која што пред се ја имаат неамериканските филмови на Санденс кои си добија своја засемна селекција. Ви напоменувам дека и погледнав сите пресконференции од сите филмови од официјалната селекција, имаше и доста глупави прашања кои што посебно беа поставени од бугарскиот новинар од некоја си радио емисија. Колега, што би се рекло,
сакав лично да им се извинам на Скорсезе и на Кристен Стюарт што мора да ги трпат неговите небулозни глупости кои што ги поставуваше, што се аналогни на прашањата кои што и тука може да се забележат на своевидни Q&A сесии кои што сме посведочиле. Меѓутоа така беше и со африканскиот колега кој што си беше подеднакво напорен на овие пресови, така што некои од пресовите беа неподатливи, меѓутоа во други се разглобуваа мотивациите за филмовите и можеше многу повеќе да се дознае за нив. Да започнеме како што започна и самиот фестивал. Small Things Like This, режија на Тим Миеланц, односно тоа е човекот кој што ги има режирано Патрик и Уил, во кој Килиан Марфи глуми ирски рудар, кој непосредно пред Божи 1985 година дозна дека црквата, односно свештеништвото, предводено од строгата сестра глумено од Емили Вотсон, крие тајни во ирското градче кои сите ги премолчуваат затоа што не сакаат да се спротивстават на односот кој што го има црквата со конкретно во проблематиката која што ја развива со младите немажени жени и како нив ги злоупотребува за своји цели, односно продуцирани од Мет Деймон. Мал филм, адаптација на една новела, интровертен филм пред се за неправдата од неодамнешното минато, која што се разглобува проблематиката на единката против хегемонијата на црквата и нејзината блискост, разбира, со власта. Тоа што најчесто е незадолжително филмот кој што го отвара фестивалот да биде прилично незадоволителен, но овој филм наводно ја доловил атмосферата и клаустрофобијата на местноста која што се екранизира. Пред се ова е несензационален инди филм за промовирање на покрај Килиановиот Опенхаймер, како негов контрапункт, кој може да биде само филм со една идеја и да одбие голем број на гледачи, така што ќе видиме дали е едната или другата страна на вистината. My Favorite Cake, Марием Мокадам и Бенташ Сенеха не можеа да присуствуваат на Берлинале, односно да отпатуваат таму. Уште една од семејните мелодрами по кој што е препознаен самото Берлинале, во која се соочени двајца припадници на различно етничко потекло, односно 70 годишна жена која што по смртта на нејзиниот сопруг и дете живее самотен живот во Техеран и се запознава во случајна средба со еден машки кој што го разгорува пред се љубовниот пламен кај неа. Филмот крши неколку табуа и во поглед на носењето на бурка кај жената во јавност, што е отфрлено во делото, но и кај мажот кој јавно ја допира и танцува со саканата, така што се брка еден slice of life филм кој противи на приказот на мажите и жените кои сака власта да ги наметне во Иран. Знаете многу добро за нивната цензура и за секаков обид на наметнување на нивната волја во контекст на тоа какви филмови смеат или не смеат да се снимаат во една држава, што е комплетно небулозно и не смее да го има ниту една власт тоа право да навлегува во интегритетот на уметничкиот артист, односно затоа действието говори за вредности од времето пред револуцијата, каде што се живеел некаков си поразличен живот, што е составен дел од филмот My Favorite Cake. A Different Man, Арон Шимберг, односно го знаете како режисерот од Go Down Death и Chained for Life, сними филм кој едва чекам да го погледнам, со Себастијан Стен во главната улога, глумејќи го Едвард, кој што е подложен на операција на неговото лице за да направи некаков си нов почеток во неговиот живот, кој е човек со неврофиброматоза, кој по операцијата почнува да се фиксира на еден друг човек кој го игра во сценирана продукција, односно на театар, заснована на поранешниот живот на Едвард. Така што тука доаѓаме со конфликтната ситуација помеѓу овие два лика. И ова е втор филм на Берлинале со Ренате Рейнсве, кој што ја знаете од Worst Person in the World, и во него се разбира дека глуми Адам Пирсон, кој што претходно има соработуван со Арам, кој што пред се ја има таа болест за која што се говори, кој исто така го знаете и од Under the Skin на Джонатан Глейсер. A24 го продуцираат овој љубовен триаголник кој што се разглобува во филмот, каде што Себастијан Стен на најдобар можен начин ја глуми обсесијата која што има со овој лик кој што може би го глуми него во реалноста, која што е составен дел од A Different Man. La Cocina,
режисерско остварување на Алонсо Руис Паласиос, односно него го знаете како режисерот на Коп Муви, Музеум и Гуерос. Тоа е пред се сними црно-бел филм ситуиран во ресторан во Менхетен, каде што работа ликови од различно етничко и национално потекло, односно мигранти, каде Руми Мара се појавува во филмот, кој наводно го снимал многу впечатливо, така што е аналоген можеби на серијата The Bear. Го поставува прашањето што представува всушност американскиот сон за тие што го бараат со доаѓањето во државата, односно љубовна приказна која се одвива во ресторан помеѓу келнерка и готвач, меѓутоа се преплетуваат повеќе приказни во лакосина низ флуидно движење на камерата помеѓу нив, така што пофалена беше фотографијата, колку што може да забележам од извадоците од овој филм, навистина е впечатлива. From Hilde with Love е режисерско остварување на Андреас Дресен, тој е авторот на Cloud9, Summer in Berlin, Night Shapes, германски филм, периодичен филм, филм за парот Копи, кој според овој историски биопик биле дел од Црвениот оркестар, односно антифашистичка организација која се борела против нацистите во Втората светска војна, кои завршиле во нивно заробеништво. Односно гледаме една убава летна авантура помеѓу парот кој што се запознава насреде војната и остануваат неразделени до нивниот крај. Според тоа што можев да погледнам од филмот, не ми изгледа нешто дека е впечатливо, е прилично конвенционално режиран. Ќе останеме да погледнеме што точно и како се одвива приказната од From Hilde with Love. Another End е режисерско остварување на Пиеро Месина, тој е режисерот на The Wait. Another End е дистописки филм во кој во блиска иднина на ликот кој што глуми Гаел Гарсија Бернал во сообраќајна несреќа му починала сопругата и запаја во депресија, а неговата сестра, која работи во компанија која складира свест од едно во друго битие, ја метнува во ново, ја одзема од старо, ќе се обиде да му помогне барем да се збогува со саканата, која што нејзиното постоење е префрлено во едно привремено тело, што кога ќе се сретнат, ќе се реконтекстуализираат спомените кои што ги имале, ќе испливаат на површина и добрите и лошите страни од тоа што го памтеле за себе. Беренис Бежоја глуми неговата сестра и ова е другиот филм на Ренате Рейнсве од Worst Person in the World, во кој што се појавува, односно таа глуми мртвата сопруга на Гаел Гарсија Бернал. Овој филм од рангот на Гатака или па на епизодите на Black Mirror, научно-фантастичен филм кој говори за обидот за пребродување на смртта на саканиот со помош прецена на технолошките напредоци кои не баш секогаш го овозможуваат, нели тоа. Дефинитивно ќе се погледне ова СФ остварување кое успеа да се протне и на Берлинале во официјалната селекција, која е продуцирано од Рај и чекаме некој стример да го открие и да го дистрибуира Another End. И во овој сегмент само да го напоменам Suspended Time, режисерско остварување на Оливиер Асиес, односно него го знаете како авторот и на серијата Ирма Веб и на филмот Ирма Веб, потоа последните негови филмови беа Wasp Network, Personal Shopper, Clean, Demon Lover, Non-Fiction. Сними филм за периодот кога во пандемијата го поминал Оливер тој временски циклус со неговиот брат и сите емоции кои што испловиле на површина од карантинот ги има прелеано во игран филм за два брачни пара кои што карантинот го поминуваат во викендица во која што пораснале двајцата браќа. Тука имаме судир на браќа и тегоба од минатото со дополнителна нарација која што ја изведува СС, кој дава документаристички аспекти кои се драматизирани, кој филм говори за неговата потреба да се врати киното во допир со природата и тука посочувајќи ги пред се и сликите на Моне и филмовите на Ренуа, ама ова е филм за проблемите на богатите кои ги мачи зашто не купиле слика од Модилијани да имаат во нивниот дом, така што пред се е периодичен филм, со оглед на тоа што и пандемијата се надеваме дека ќе остане како составен дел од нашето непосредно минато, каде момците кои што ги гледаме во овој филм се прилично невротични во контекст на создавањето на уметност, еден е музички критичар, ако не се лажам, а девојките се разбира дека се ја користат убавината на природата и пред се одат на јога во овој предел.
привилегираните уживаат во пасторалното, во ова ковид комедија која што ја сними САС, односно неговиот последен филм Suspended Time. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, именно во продолжение на емисијата ќе имаме можност да го слушнеме одличниот музичар Исаја, односно ова е човекот кој што беше составен дел од еден од најзначајните модерни блек метал бендови, односно Emperor, кој што си започна своја музичка кариера, кој од албум во албум звучи се поквалитетно и поквалитетно, со тоа што со секој албум прави некако си поразличен исчекор во контекст на тоа каде сака да експериментира со неговиот моќен звук, со тоа што секојаш ги тенчи границите на тоа што може да наречеме black metal, со оглед на тоа што е еден од оние black metal музичари кои што знаат да свират инструменти, а не само да предизвикаат бучава и да бидат најекстремни што можат со нивната иконографија, така што овој музичар кој што ги снима и вокалите, и гитарите, басот, клавиатурата и работи самата продукција на албумот, ќе слушнеме неколку композиции кои повеќе експериментира во рамките на како може black metal да биде во коегзистенција со класичната музика. Ако претходно експериментираше со джез елементи во black metal конвенциите, тука се обидува да направи спрега, една симбиотска врска помеѓу екстремите на black metal и моќта и волуменозната која што може да има една оркестрација. Така што дури има и оркестрална верзија на неговиот нов албум кој што го носи и неговото име Исаја. Односно од овој албум ќе имаме можност да слушнеме неколку композиции, пред се има на почетокот и на крајот ќе слушнеме мали увертири, односно Cervus Venator ќе биде во ведната и последната ќе биде Sonata Profana, а помеѓу нив ќе ги слушнеме композициите The Promethean Spark, A Taste of the Ambrosia и Blood Trails to Love. Така што избрав најразлични твореби кои говорат за убавината која што може да ја направи од овој музички амалгам само Исаја. Така што ова е неговиот 8 студиски албум од соло кариерата која што ја има надвор од Emperor, така што се надевам дека ќе уживате во ова негово ново величествено дело кое што Вегард Свере Твейтан го има создадено. Потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите филмови од официјалната селекција на 74-тото издание на Берлинале. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре, 566-то издание, кое што го посветувам на скоро завршениот фестивал во Берлин, односно филмскиот фестивал Берлинале, а со прегледот на филмовите кои што беа селектирани, односно прикажани од официјалната селекција, доаѓаме до The Homie, односно филм режиран од убавата Мати Диоп, која што е режисерката на Атлантик и 35 Shots of Rum. Пред се станува збор за новото нејзино остварување, кој е документарен филм во официјална селекција која што е прифатен на фестивалот, односно филм за 26 уметнички дела кои што ги вратила француската власт на Бенин, од каде што биле украдени за време и потребите на колонизирањето. Има дебата во филмот на универзитет дали е навреда пред се враќањето на уметничките дела во Бенин или ова па е прв чекор на поправање на неправдите од историјата и возобновување некакви релации со Франција, со една илустративна секвенца во која што е аналогна повеќе и на Атлантик, на претходниот нејзин филм, за дух кој што е заробен во кутија, како употребен е глас на малтене компјутеризиран вокал кој што треба да означува некаков предмет кој има своје јас за време на патувањето од еден континент на друг, што е пресна научно-фантастична интервенција во играна форма со кој што се дава една нова естетска вредност на овој процес на репатриација, кој што повеќе би го нарекле, така што дали е нивното место да бидат овие предмети во музеј или да се вратат помеѓу народот, исто така и тоа е прашање кое што се разглобува во филмот, со оглед на тоа што се составен дел од колективниот идентитет на еден народ и пред се на културолошкиот идентитет на еден народ кој што се разглобува во ова дело, каде што Мати си поигрува и со доделување на овие играни форми кои што се ставени насред
документаристиката која што таа ја негува и беше славен филмот, односно Дахоми, токму поради овие незини интервенции. А се разбира и темата дека соодветствува на популаризацијата на тоа што веќе ви го напоменав на почетокот на емисијата, која што подразбира некаков вид на миграција или некаков вид на репроприација на имот, односно во дадената ситуација уметнички дела, што се само иницијална каписла за проблемите кои што настанале во текот на историјата и нивниот губиток, односно враќање во домот. Нареден филм за кој што ќе ви говорам е Dying, односно Штербен, во режија на Матијас Гласнер, тој е режисерот на Das Boot и Мерси, односно филм за една сопруга која што се гуши во бракот, во која што се наоѓа под строга контрола на мажот, кој кога ќе го сместат во институција поради деменција, ќе земе здив. Погледнав една интригантна сцена во филмот, каде насреде изведба на класична композиција, сопругата повраќа насреде аудиториумот, значи сепак имаме семејна мелодрама, меѓутоа има и неколку интригантни потфати, една од многуте која што се на фестивалот, која што допира до класична музика, која што тоа го правеа и Маестро и Тар во последните неколку години, меѓутоа дали има визуелни квалитети и перформанс за вреднување како нив, тоа се сомневам дека ќе го погледнеме во германскиот филм со одличен наслов, односно Штербен, Dying. The Empire е режисерско остварување на Бруно Думон, односно тој е авторот на Friends, на Slackboy, на Horse Satan, на Humanity, односно кој сними апокалиптична вселенска опера и се разбира дека има и комични елементи овој филм, што е Star Wars за сиромашни, ама не се штеделе барем на ефектите да не изгледаат толку мизерно, барем од тоа што можев да го заклучам и погледнам, како антипод на филмовите кои се снимени во колиба од двајца кои што зборуваат за патување низ време и ништо не се покажува. Овој филм е контраинтуитивен на тоа, затоа што нели тие филмови се направени од проста причина што се нема буџет, па се дава некакво оправдување на тоа. Напротив, Бруно решил да направи своевидна пародија на оставнината на Лукас со филм за две спротиставени сили во универзумот кои што решаваат да се судрат во една француска паланка. Лина Кудри глуми во ова дело, каде што зломниот вселенски брод изгледа на Версај, а Нотре Дам наликува на него леталото од на добрите, значи доброто против лошото се соочува во него. Абсурдизмот и сексот на полињата се разбира дека не е избегнат во овој филм, исто како и употребата на лајтсейбери, нели, ако се пародизира Star Wars мора и тоа да го има. Прашање е на тоа колку ќе ви легне хуморот во неговата игра со научно-фантастичните тропи, во неговата space опера која што гласи The Empire. Архитектон е режисерско остварување на Виктор Косаковски, тој е авторот на прекрасниот документарен филм Гунда, автор кој што беше во Македонија, која го промовираше предходниот негов филм Пред Гунда Акварела, кој го гледав со неговото присуство во Милениум, сведочејќи на топењето на глечерите во премногу фреймови кои што отколку што може да ги проектира проекторот во киносалата, и тој има некоја поголема слика која што ја има зацртано за постигнување со неговите дела, за конструирање на негова своевидна петологија, која има од една страна еколошки фактори, се разбира, започнувајќи со заканата од глобалното затоплување во Акварела, убиството на животните во Гунда и во новиот поетичен филм Архитектон ламентира за градителите, односно за архитектурата од една страна античките народи визави употребата на бетонот, цементот и неефикасноста на новите градби кои што ги имаме, на новите згради во кои што живееме, кои може да ги снема од наредниот земјотрес, а од ден денес се останати и градбите од антиката, така што и тука го има загадувањето на природата, но и проблемот на домувањето и неисполнувањето и на естетските, меѓутоа и на регулаторните стандарди за да се гради што е можно побрзо. Занемарувајќи ги нив, се разбира, во самиот процес и загрозувајќи ги животите на луѓето кои што ќе домуваат во нив. A24 се заинтересираа за ова дело, така што едва чекам и ова негово дело да го погледнам. Дали е само монтажа на камења или па има некаква си поголема приказна за цивилизацијата, останува да погледнеме во филмот Архитектон. Ланг Естранжер
режисерско остварување на Клер Бургер, односно таа има режирано Party Girl, претходно Lang е филм за своевидна трагикомедија, каде што француска учителка оди во Германија да се сретне со девојката со која се допишувала и се заљубува во неја, а за да ја импресионира измислила лага во која што и самата заглавува. Така што дали ќе добиеме еден заборавлив формулаичен квир ромком филм или има нешто повеќе тука, останува да видиме, затоа што германското и француското треба да се земе предвид во овој квир филм дека ќе бидат во своевидна колизија, па да видиме дали овој coming of age филм ќе има и подлабоко и поголемо значење. Нина Хос глуми една од мајките во Lang Étranger. Се извинувам доколку го скршив името на овој филм. Француски дефинитивно не е еден од моите омилени јазици кои не би сакал да ги говорам во животот. А Traveler's Needs е режисерско остварување на Hong Sang-soo, односно тој е режисерот на Grass, Hotel by the River, Introduction е негов последно што го погледнав, Claire's Camera исто така и In Another Country се негови култни остварувања. Најчесто снима филмови со буџет од околу $100,000. Семејни мелодрами, односно брка реализам со два лика кои што разговараат во една просторија. Хонг се сам прави, тоа е Озу за сиромашни, односно тоа е корејскиот Ромер ако повеќе сакате, кој неговиот нов филм го сними со Изабел Лупер, една актерка која што често соработува со него, за која нејзиниот лик не знаеме многу за негово од неговото минато, кое што е представен во овој филм, кое што подучува на француски две корејки и на тој начин се зближува таа со нив. Наводно имали хумористични сцени, не бил удав како останатите негови филмови, со тоа што Хупер е во наводна врска со еден млад човек, несериозна. Филмска вежба од една страна се посочува за овој филм дека е за неможност да се кажува, да се говори за емоциите во јазот помеѓу французинката и корејците. Така што има неколку филмови кои се во селекцијата, кои сведочат за судирот помеѓу две нации кои што доаѓаат, односно ликови кои што доаѓаат од различни националности на различно тло, односно кои што мигрираат од еден во друг свет и токму со тие навики и со тие обичаи кои што ги имаат се создава таа колизија. Таков беше случајот, како претходно ви говорев, со филмот на Клер Бургер, таков е случајот со Hong Sang-soo, односно A Traveler's Needs. И последниот филм за кој што ќе ви говорам во овој сегмент е филмот Пепе, односно Нелсон Карлос де Лос Сантос Ариас, кој што го има претходно режирано Кокоте. Го сними новиот негов филм Пепе за првиот и последен нилски коњ од Колумбија, кој е убиен, кој му припаѓал на Пабло Ескобар, кој со помош на гласот на актерите ги представува неговите културолошки погледи низ земјите во кои што тој престојувал. Уште еден филм во кој се дава глас на субјект кој не може да говори, како е доведен од Намибија во Колумбија. Филм кој што се игра со различни за потребата за снимањето со различни леќи е работен, со форма во кадрирањето, употреба на играни документарни секвенции од 16 мм се користи со дигитално, односно од филмска лента до дигитално снимање, има варијации помеѓу фикција и документаристика, токму преку тоа аудитивниот премин, односно со самата нарација која што се наметнува со употреба на found footage, имаме буквално во овој филм, односно игра филм кој не е документарец за природата, ама има нафрлености за местото и животните во Колумбија и пред се проблемите кои што и предизвикуваат и потребата од тој лов на сафари кој што се случува таму, така што за разлика од Дахоми, изваден е ликот од дома, ако обратен е процесот на враќањето на артефактот, тука нилскиот кој го напушта домот без да биде вратен, така што е еден контрапункт на Дахоми. Колку Пепе говори за колумбиски криминал, колонизација и провинцијалниот живот, не знам, треба да го погледнеме за да посведочиме на тоа, меѓутоа мора да забележиме дали Пепе ќе може да биде сублимат пред се на овие горливи
теми во филмот на Сантос Ариас. Правиме тука кратка музичка пауза, во продолжение ќе слушаме најекстремните бендови за денес, односно ќе слушаме композиција од еден бенд кој што се повратници од моето, условно кажано, детство, односно станува збор за бенд кој што 10 години го немаше никаде. Испарија од времето, просторот и светот помеѓу и сите универзуми, односно станува збор за бенд кој што по 10 годишна пауза на сцената се враќа на неа, односно бендот со најуникатното и најнегодуваното име во дед метал сцената, односно прекрасното име кое што со себе го носат, односно Job for a Cowboy. Уникатно, не може да го сгрешите, се разликуваат сите тие бендови на Д, кои што некогаш сте ги запознали и свират дед метал, со тоа што овој бенд беше активен во 2000-тите години, односно ги сними култните албуми Genesis, Ruination, Democracy и кога го снимија Sun Eater, кога дојдоа во една прогресивна фаза наспроти екстремните потфати кои што ги има во death metal водите, престанаа да свират. Едноставно ги снема 10 години и се појавија оваа година со Moon Healer, односно издание се разбира кое што е за Metal Blade, за кој што издаваат цел нивен живот, со оглед на тоа што станува збор за албум кој повеќе натежнува на прогресивната страна на бендот и малтене налик дед замина од екстремните дед метал правци во нешто што има психоделични и прогресивни елементи на нивниот начин на музицирање, а и воопшто самите теми кои што ги разглобуваат говорат повеќе за тоа бркање на некаква си трансцендентална поставеност на едно битие во потрага на своето место во универзумот и на тој начин и се отвора овој албум со Beyond the Chemical Doorway, односно се кршат тие конвенции на хемијата, на елементите и се продира длабоко во овие соединенија кои што го прават човечкото битие и се прави една дисекција на постоењето благодарение на овој интимистички поглед навнатре кој што го реализираат Job for a Cowboy со нивната екстремна музика. Покрај неа ќе слушнеме The Sun Gave Me Ashes, So I Sought Out the Moon, како едно надополнување и реферирање на претходниот албум, односно албумот Sun Eater, како негов контрапункт или продолжение, ако повеќе би сакале или би милувале со Moon Healer, со тоа што после неа ќе слушаме да Forever Rot, композиција со која што ќе затвориме прегледот на ова одлично прогресивно death metal издание со влијание, се разбира дека од deathcore, нешто што беа препознатливи во минатото, со тоа што потоа ќе имаме можност да слушнеме што работи еден од членовите на Job for a Cowboy, со оглед на тоа што има еден многу важен проект и бенд кој што мене многу ми се допадна и во последните неколку денови посебно истражувам тоа што го имаат оставено за себе, со оглед на тоа што станува збор за еден од најмоќните женски вокали кои што сум имал можност да слушам во последно време. Тоа е предводничката на бендот Јасмина, односно бендот Face Yourself, кој што само во изминатата година снимија 3 EP изданија. Ние ќе имаме можност да слушнеме едно од нив, се надевам во наредни изданија на Дансе Макабре ќе слушнеме и другите, односно ќе слушнеме 3 композиции од Death Reflections, од ова EP издание го избрав со оглед на тоа што има неколку соработки во него. Една од нив ќе биде Dead to Me, која што е соработка со Jinx. Првата композиција која што ќе слушнеме ќе биде Unhinged, каде што исто така вокалните способности кои што се ненамирливи на Јасмин ќе може да забележите во неа и секако една нивна обработка, односно нивен кавер на реминесцентната композиција за творештвото на Arch Enemy, односно Nemesis во изведба на моќниот deathcore бенд кој што е на комбинација на сето тоа што го снимаат во Нью Џерси, меѓутоа ја имаат и француската вокалистка Јасмин која што знае да отвори дупка во земјата со нејзиниот вокал и да го донесе пеколот на неа. Така што имаме можност да слушаме композиции од
најекстремен вид, односно слушаме Job for a Cowboy со нивниот повратнички албум и потоа ги слушаме Face Yourself, кој што само што ја започнува нивната кариера со моќните творби кои ги изведуваат на овој албум, бенд кој што буквално скоро за секоја композиција има и видео спот и има повеќе спотови од колку што имаат албуми. Така што ги слушаме Job for a Cowboy и Face Yourself и потоа се враќам војтер да ви говорам за преостанатите филмови од овогодишното издание на Берлинале. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 566-то издание на емисијата Дансе Макабре, во кое што ви говорам за новите филмови кои беа премиерно прикажани на овогодишното издание на Берлинале, а со прегледот доаѓаме во последниот блок на филмови од официјалната селекција, предводен од The Devil's Bath, односно The Teufels Bad, во режија на Вероника Франци и Северин Фиала, односно тоа се авторите кои што се подписници на одличните хорор филмови The Lodge и Goodnight Mommy. Снимија пред се нов периодичен хорор филм, еден од ретките во селекција кои што влегува филм во кој во рурално селце Агнес се мажи за странец и почнува да се чувствува изолирано од страна на жителите на селото, но и да бара бегство од бракот на најсуров можен начин, ситуирано во 1750 година во Австрија. Музиката ја прави и актерката во главната улога, односно Ања Плашк, така што никогаш не разочарале до сега Франц и Фиала и очекуваме едно депресивно и гнасно спорогоречко дело со крвав епилог, некоја си австријска верзија на Witch која што треба да представува The Devil's Bath. Се надевам дека ќе биде еден од најквалитетните хорор филмови за годината. Чекаме да го погледнеме и да прокоментираме. Глорија, режисерско сторување на Маргарита Викарио, ова е пред се нејзино долгометражно деби, претходно има режирано краткиот The Bad Guys. Историски музички филм ситуиран во Венеција во 18-тиот век за една надарена композиторка која носи новина во компонирањето, односно свежина, која е најмена од различни композитори и има речиси пророчка димензија, така што убаво е да се погледне наспроти маестро, една женска композиторка, така што се додава на тие филмови кои служат за фрлање светло на одредени сегменти од класичната музика која што досега не сме имале можност да ги запознаеме. Еден од нив ќе биде и филмот Глорија, дали ќе може да се носи со нив, ќе чекаме за да погледнеме па коментираме. Black Tea, режисерско остварување на Абдерахмане Сисако, односно тоа е режисер од Африка, кој што има студирано во Русија, негов авторски проект е Тимбакту, претходно кој што го има режирано, односно Black Tea е романтична драма во која невеста бегалка од брегот на слоновата коска одлучува да започне нов живот во Кина, каде се запознава со лик кој што ја иницира во церемонијата за чај. Таа е 30 годишна, човекот кој што се заљубува во Кина, кој го сретнува, има 45 години и нивните и годишни, меѓутоа и национални разлики излегуваат на површина. Еден од многуте миграцијски филмови каде што имаме судир на култури оваа година во селекцијата на Берлинале. Ќе видиме дали ќе се издвои Black Tea од преостанатите. Who Do I Belong To, режисерско сторување на Меријам Јубер, долгометражно деби на режисерката, претходно го има режирано Brotherhood и Motherhood, филм за син кој што се враќа од војната од Сирија во Тунис, но со себе понесува една мистериозна жена која што мештаните сметат дека е причините за неколку исчезнувања и убиства во селото. Од војна во Сирија, мигранти, се што еден фестивал би посакал, дури има и една нарушена релација помеѓу мајката и синот кој што го разработува. Колку ќе има долгорочност ова дело, ќе треба почекаме да погледнеме Where Do I Belong To. Санс, режија на Густав Мюлер, односно тоа е режисерот кој што претходно го има режирано одличниот криминалистички
филм The Guilty, меѓутоа се држи на таа линија Густав со тоа што снима нов психолошки трилер ситуиран во еден дански затвор, во кој една чуварка се соочува во затворот во кој што работи во кој што пристигнува убиецот на незиниот син, и тука се јавуваат етичките и морални прашања за тоа што смее да се дозволи да направи, додека таа е на смена, што може да влијае на неговата судбина и колку пред се реваншизмот ќе го оправда неговото убиство. На Густав му верувам дека снимил еден клаустрофобичен филм, како што може да погледам од извадокот и да слушнам на пресконференцијата за филмот Санс. Шамбала, односно последниот филм од официјалната селекција, режиран од страна на Мин Бахадур Бам. The Black Hand мислам дека е предходниот филм кој што го има реализирано, а Шамбала е филм за полигамно семејство во кое што сопругата е во брак со двајцата браќа на нејзиниот сопруг, кои што живеат во Непал, конкретно на Хималаите, и за време на едно бизнис патување исчезнува нејзиниот сопруг, а таа започнува да трага по него, така што имаме судир со модерниот свет и убедувањата на селцето во Хималаите, каде што припаѓа ова сопруга со лична одисеја и процес на себеосознавање, кој што е составен дел од филмот Шамбала. Освен официјалната селекција, ќе напоменам и неколку филмови кои беа прикажани и кои подигна прашина се извинувам на останатите селекции. Една од нив беа специјалните премиери, кои што имаше и филмови кои што не беа се разбира во конкуренција за берлинските мечки, но доволно дигна прашина во нивната трка по останатите престижни награди, меѓу кои се најдоа хорор филмот Куку во режија на Тилман Сингер од Германија, кој што ја има Хантер Шефер од Еуфорија во главната улога. Покрај него беше прикажан исто така филмот од Sundance Love Lies Bleeding во режија на Рос Глас, односно тоа е режисерката на Saint Maud, LGBT филм за Бони и Бони, односно за љубовна приказна за собственичка на вежбалница и бодибилдерка кој што се во интимна врска и се соочуваат со криминогеното семејство кое што го има. Кристен Стюарт е во главната улога. Покрај него во специјални премиери доживеа и The Round of Punishment на Хео Мионг Јанг, Seven Veils на Атоме Гојан, канадскиот великан на филмската индустрија, сними своја нова итерација на Саломе со Аманда Сайфрид во главната улога. Секако дека беше прикажан и Spaceman во режија на Јохан Ренек. Него треба да го знаете како авторот на серијата Чернобил, меѓутоа и авторот на спотовите на последниот албум Дейвид Бови, односно сними комедија, научно-фантастична комедија со Адам Сендлер во Вселената. Потоа The Stranger's Case во режија на Брент Андерсон, кој што е филм за бегалци, односно активисте, режисерот кој што сними за бегалци од Јордан. Потоа во специјални премиери има и Treasure на Јулија Вон Хајнц, Crime на Чајм на Киоши Куросава, Sasquatch Sunset на Дейвид Зелнер и Нейтан Зелнер, кој што беше прикажан и на Sundance, беше прикажан и во Берлинале, и Turn in the World, Абел Ферара сними негово ново остварување, не се дава ветеранот. Еден од извиканите филмови на фестивалот беше Авероес и Роса Парк, режија на Николас Филиберт, односно On the Adamant, минатогодишниот победник го има Николас, режирано на Берлинале, односно новиот филм е приказ на престој во психијатриските институции во Франција, односот со пациентите и психијатрите, односно систем со кој што се раководи, каде што пациентите знаат да нафрлат референции од Ниче, има дури академици помеѓу нив. Прашања се каде се пред се етичките граници која се стапува во институција, со оглед на тоа што имаме интригантни субјекти и многу режисери кои што стапнале да снимаат во овие институции, се соочиле со овие прашања, од Фредерик Вајсман до Бруно Думон, па дури и до Митко Панов од Македонија, влезе во домашните институции и снимаше таму минатата година, така што очекуваме да видиме нешто интересно и од него на оваа тема во наредните години. Така што Аверос и Роза Парк се
остварување кое што говори за начинот како изгледаат менталните институции во Франција. XRG он документа 14 станува збор за 14 часа на тензија и компромитирање во соработка со власта, снимено од Димитрис Атиридис. На селекцијата на форумот на Берлинале беше прикажан The Adamant Girl во режија на P.S. Винот Рај за девојка која не сака да се мажи од договорен брак, која сметаат дека е обседната, па прават еден роуд трип за нејзин екзорцизам. Потоа на форум, односно на селекцијата на форумот беше прикажан и L'Homme Vertige, односно Tales of a City. Мала Ру Елој Пейсли режира документарен филм за субјекти од сиромашен дел на Гвадалупе, француска колонија, каде што бездомници има како еден од кој што учествувал во кубанската револуција, кој се враќа во Гвадалупе и живее на улица. Имаме сиромашни жители во зградата, каде што престојува режисерката по влијание на спирализмот на хаитите, односно ова е начин на одбивање, напишување на еден класичен наратив, каде што имаме теорија без предложка за лик и наративна арка која што нема да биде од почеток на крај за ликовите. Така спирализмот е поддржан со начинот на кој што е обработено ова дело, така што адхок се запознавате со ликови, не знаете каде ќе се движи нивниот живот. И на форумот беше прикажан Sleeping with a Tiger, односно во режија на Ања Соломоновиц, портрет на една артистка од нејзино одење на училиште и барање на себе си во сад, која прави искрени слики од средовечност со Бейкерова бруталност наспроти популарноста на експресионизмот. Така што имаме еден малтене биографски документарен филм за оваа артистка. И во селекцијата Encounters, односно таа е една од тие помали селекции каде што може би први изданија се гледаат или па изданија кои што не може да се сцрстат во другите селекции, како што е нели селекцијата Панорама, таква е и Encounters, каде што е прикажан фаворитен на Рут Бекерман, тоа е режисерка од Австрија, каде имаме приказ на проблемите во основно училиште, инволвирање на деца и пред се разделба со учителката, која што ги шармира моите колеги со непосредниот начин на документирање на Виена од Рут, која претходно снимаше, например, во еврејско гето, снимаше миграциони семејства, но ова е една поразлична Виена од таа што ја знаете од разгледниците, како што, нели, Георгиево минатото ја прикажа ксенофобичната Австрија оплати и жени. На 10 години се прави избор дали ќе се оди на факултет или не за овие деца со дисперзирањето во различни училишта, со тоа што за децата мигранти да не може да одат на факултет, што е уште еден начин на ксенофобната Австрија како ги распределува луѓето кои што се родени таму и тие кои што мигрирале, да се направи една цврста поделба помеѓу нив, што Рут Бекерман во сите нејзини дела се обидува да го прикаже тоа лицемерие на државата визави индивидуата. Direct Action во режија на Гилом Коле и Бен Расел е документарен филм за раководењето и функционирањето на милитантна активистичка групација од 150 членови, филм под влијание на Шантал Акерман и Жан Роуч, и прашање дали еколошките терористи ќе променат нешто со протестите, што ќе дознаеме од овој нивен портрет на автономната зона која што ја формуваат во Direct Action. И во Encounters беше прикажан и Family, Кристине Ангод режира филм за соочување на претрпено силување од страна на татагото на самата режисерка. Во селекцијата Панорама, која што се наоѓа по квалитет под официјалната селекција, таму беа прикажани No Other Land, например, на Басел Адра и Хамдан Балал и Јувал Абрахам и Рачел Цор, филм во кој собственици на земјиште во Палестина им се одземени нивните плацеви до живеалиштата за да си користи израелската војска, непосредно снимен пред почетокот на војната, кој го разгорел
пламенот на самиот QA, каде што режисерот им прекори на организаторите за нивниот став во поглед на војната, одбивајќи да ги поддржат без разлика што се селектирани, тие се противеа на ставот на Берлинале, ама не дозволуваат да биде нивниот глас занемен и затоа присуствуваат на ова издание за да го кажат нивниот став. Исто така на Панорама играше и Секс во режија на Даг Йохан Хаунгруд, норвешки филм за двајца хетеро оджачари кои што говорат едниот за интимен сон кој што го имал со боби во неговиот кревет, а другиот кој што спиел со исто така со маж, меѓутоа од реалноста и сепак се сметаат дека се хетеросексуалци, поставувајќи прашањето за преценивната сексуална предоба. И во Панорама беше прикажан Every You Every Me во режија на Майкл Фетер. Нетански станува збор за филм за жена која што се заљубува во маж во 3 негови хронолошки итерации. Од балканските филмови имаше само грчки, бугарски и косовски копродукции кои што беа застапени во селекциите, без разлика на тоа што се случува на маркетот. Маркетот не е селектиран, маркетот се прикажуваат филмови кои што се ставени на пазар, кои што бараат своји дистрибутери надвор од државата, така што тие филмови не се рангирани и не се селектирани од страна на фестивалите на Берлинале кои што се застапени во некоја од селекциите кои што ви ги прикажав денес. А во поглед на наградите имаме златна мечка за Дахоми на Мати Диоп, потоа имаме сребрена мечка, односно Гран Прито на жирито, која што го доби A Traveler's Needs на Хонг Санг Со. Сребрена мечка имаме од жири за награда за The Empire за Бруно Думон. Сребрена мечка за најдобра режија има на Нелсон Карло де Лос Сантос Арија за Пепе. Сребрена мечка за најдобар главен перформанс на Себастијан Стен од The Different Man. Сребрена мечка за најдобар спореден перформанс за Емили Вотсон од Small Things Like This. Сребрена мечка за најдобар сценарио на Матиас Гласнер за филмот Штербен, односно Dying, и сребрена мечка за најдобра артистичка контрибуција на Мартин Гешлахт за Devil's Bath, на Вероника Франци Себастијан Фиала, односно за кинематографијата, односно за самата фотографија. И секако почестен лауреат беше Мартин Скорсезе на овој филм, со тоа што награда за Берлинале камера има Едгар Рајц на ова издание. Документарната награда ја делат No Other Land на Басел Адра, Хамдан Белал, Јувал Абрахам и Рейчел Сор, и Special Mention доби Direct Action, како што веќе ви ги напоменав овие два филма од Encounter селекцијата на Гилиам Калио и Бен Расел. Секако дека ова се неколку филмови кои што ќе обрнеме подобро внимание за тоа што од нив ќе имаме можност во рамките на оваа година да погледнеме, и овој преглед пред се постои за посочување на доколку ве заинтригира некој од напоменатите CGI, односно неколку реченици кои што исподелив за која е содржината, ако ве заинтригира да тргнете во поход, односно во лов за пронаоѓање на овие филмови кои се надеваме дека ќе бидат најзнаменити представители на, односно представници на тоа што може да се нарече квалитетна кинематографија во 2024 година. Ја завршуваме емисијата со еден проект кој што гласи North Sea Echo. Се држиме во таа прогресивна линија денес, со тоа што е предводен од Рей Алдер и Джим Матеос. Станува збор за членови на бендот, на култниот прогресивен рок-н-рол бенд Fates Warning, кој што го издадоа нивното студиско издание кој што гласи Really Good Terrible Things. Од него ќе имаме можност да слушнеме неколку меланхолични, спори и милозвучни творби, кои што сепак содржат некаков си елемент на тоа што се нарекува прогресивен рок-н-рол. Ќе слушнеме Open Book, кој што го отвора албумот Flowers in Decay, и доколку имаме време ќе слушнеме синглката Empty.
Јас сум Зlatko Ѓелевски и го затворам 566-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќаме на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре гледате филмови од големите филмски фестивали, можеби во нив ќе го најдете вашиот нов омилен филм.